Телескопот Еуклид, мисија на Европската вселенска агенција, откри редок феномен познат како Ајнштајнов прстен во нашето космичко соседство. Овој феномен се јавува кога светлината од далечна галаксија е искривена од гравитацијата на масивен објект во преден план, создавајќи прстенеста структура. Името го добил по Алберт Ајнштајн, чии теории ја предвидуваат оваа појава. Прстенот е забележан околу центарот на галаксијата NGC 6505, оддалечена околу 590 милиони светлосни години од Земјата. Светлината што го формира прстенот потекнува од уште подалечна галаксија, на околу 4,42 милиарди светлосни години од нас. Оваа галаксија досега не била забележана и се уште нема официјално име. Бруно Алтиери, научник од архивата на мисијата Еуклид, прв го забележал овој феномен за време на тестирањата на телескопот во септември 2023 година. Веќе можев да го видам на првата слика за наблюдување, но по дополнителни наблюдувања, Еуклид успеа да сними совршен прстен на Ајнштајн, изјави Алтиери. Ова откритие е значајно бидејќи гравитационите леки, како што е Ајнштајновиот прстен, им овозможуваат на научниците да истражуваат далечни и инаку невидливи делови од универзумот. Мисијата на Еуклид има за цел да мапира повеќе од 1/3 од небото, наблюдувајќи милиарди галаксии и истражувајќи ја природата на темната енергија и темната материја. Аргентинската биотехнолошка компанија Керон Биотек успешно ги представи првите генетски модифицирани полокоњи во светот. Користејќи ја техниката CRISPR-Cas9, научниците создадоа 5 коњи со изменет геном, со цел да ги подобрат нивните перформанси на полотерените. Генетската основа за овие коњи е земена од наградуваната кобила Поло Пуреза, која е дел од куќата на славните на Аргентинската асоциација на одгледувачи на полокоњи. Со прецизно уредување на гените, научниците ги зголемиле мускулните влакна одговорни за експлозивна брзина, задржувајќи ги останатите квалитети на оригиналната кобила. Габриел Вичера, коосновач и научен директор на Керон, истакна дека оваа техника овозможува дизајнирање на геномот пред раѓањето на животното, без воведување на вештачки елементи. Тој нагласи дека процесот е во согласност со аргентинските регулативи и не се смета за генетски допинг или генетски модифициран организам. Покрај коњите, Керон работи и на генетско уредување на свињи за подобра компатибилност на нивните органи за човечки трансплантации, како и на крави со цел зголемување на протеинската продукција и отпорност на топлина.